Интеркултура, интеркултура. Почитувани, во денешното издание на Шорткаст од Интеркултура, гостин ми е Рамадан Рамадани, политички аналитичар и добар познавач на политичките интеретничките односи во земјата. Па Рамадан, како ја оценувате ситуацијата со интеретничката динамика по промената на власта? Па, таа е релативно мирна и стабилна во смисол дека нема поголеми инциденти или прекршувања на тоа, освен што траат два процеси кои се од претходно, не се само од ова влада и тие ја пратат Македонија уште од почетокот, а тоа е запоседнувањето на политичката нација само од еден етникум, тоест македонците, и другото давање за право на патриотизмот кон Македонија на албанците. Да ги образложам овие два процеса, зошто се важни се затоа зашто македонците кога инсистираат на запоседнување на целата представување на политичката нација на Република Северна Македонија, тогаш ниту бројките, ниту капацитетот, ниту меѓународната поставеност не е таква за тие да можат да го издржат тоа представување. Тоа се одразува после како што знаеме и на процесот на интегрирање, но и на нашето позиционирање како нација држава во целиот свет. И другото што се одразува и сега, а е од порано, значи од зачетоците на суверена и независна Република Македонија, е дека во Македонија сите граѓани подеднакво можат да бидат патриоти, да настапуваат, да ја представуваат Република Северна Македонија, но кога доаѓа редот албанците да се бидат тоа што се, граѓани на Република Северна Македонија, тогаш некако од другите, а посебно од македонците, тоа право им се ускратува. Во смисол да албанецот може да е граѓанин на Република Северна Македонија, може да е амбасадор на Република Северна Македонија, но кога не знам, во меѓународен надпревар или во било што, или внатре во земјата нешто изричито да се повикува на нацијата, тоест на сите граѓани на Република Македонија, тоа право е му скратено. Јас ќе спомнам само два кратки примери за да објаснам ова, последната слика која беше прикажана од страна на некои опозиционерски ботови, а таму стоеше млад играорен албанец со кече и со тоа, и пред него стоеше написот Република Македонија, зашто тој е представник на Сдружение културно-уметничко друштво на Македонија, учествува во меѓународен фолклорен надпревар и најнормално е тој да ја представува во Македонија таков каков што е, значи албанец, облечен во албанска носија, игра албанско оро и така натаму, но овие некако се целата полујавност како да се скандализираше од тоа. Од друга страна, има изјави од политичари и од интелектуалци кои што велат спорот, популарно наречен бугарскиот спор, треба да го решат македонците, тоа е нивно идентитетско прашање, ние албанците ќе го прифатиме тоа што ќе го договорат тие, тоа е нивно суверено право. Дали тоа додава на ова чувство на ексклузивитет кој што ти го критикуваш? Да, тоа е на некој начин за поседнување, значи од двете страни, а не велам дека само под наводници македонската страна ги прави овие работи, но тоа е точно и може некако да се прикаже во делот на верата, во делот на јазикот и во делот на етничност. Ама не може никој мене да ми забрани за ја да средам, например, евроинтегративниот процес на Македонија или спорот кој што веќе е европски спор. Значи не се однесува веќе помеѓу Република Бугарија или помеѓу бугарскиот народ и македонскиот народ, туку се однесува помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија. И тука треба да сме прецизни. Значи никој не вели, не знам, да се соберат албански интелектуалци, иако и тоа е можно и имат експертиза и капацитет и внатре во Македонија, и да го следи, не знам, црковниот спор или односите по црквите и така натаму, или да се мешаат во последното што беше изборот на владика, или за јазикот, некои поединечности или оддалечености или приближувања кон бугарскиот или од бугарскиот јазик. Може би тоа некој албанец научник може и тоа да го каже и да го спори, но во тој дел влегува ова немешањето. Но државноста Република Северна Македонија и европскиот процес, тоа е работа на сите граѓани. Впрочем, и нашиот устав е дека суверенитетот на ова држава им припаѓа на граѓаните. Очекувате ли дека ќе се откочат овие евроинтегративни процеси
по силното, ако ништо друго барем декларативно, одбивање на ВМРО ДПМН и премиерот Мицковски да го одблокира процесот, ќе има ли притисок од сите граѓани или сепак ќе се дозволува тој да го диктира темпото? Не знам како ќе се одвива тоа, но ја можам само да раскажам за актуелните процеси што се случуваат, а што се многу неповолни по Македонија. Прво е еден обид од владеачката структура овој спор, нели, отварањето на уставите и кратко кажано вметнувањето на бугарите во преамбулата, да го прикаже како македонско-бугарска релација или проблем. Значи да го наведе пак на билатерално прашање, што веќе не е возможно. Значи е антиисториско. Ние веќе имаме спор и овој последниот предлог и компромис се вика француско-германскиот спор. Ние, тоа ни го рече и данската министерка која беше во Македонија, и Марта Кос на некој начин, и ова Урсула фон дер Лајен, и тоа треба на сите да ни биде јасно. Значи, ова е правец кој не води на никаде, и другиот аспект е што ние секогаш треба да знаеме дека како што, нели, некои евроскептици кажуваат, па Европската заедница не е вечна, ќе се распадне и така натаму, треба да знаеме дека и овој моментум може многу скоро да заврши. Значи, историјата не е во наши раце, никој во светот не се собрал и на Македонија да и се додворува или да и прави услови како што таа ќе посака. Ние пред 3 години имавме многу неповолен процес, тогаш Макрон изричито рече дека Македонија и Албанија нема да бидат. После тоа почна сагата со Украина, се створи еден добар моментум, до толку добар моментум за евроинтегрирањето на нашата земја, што, нели, данската министерка дојде и ни рече срце, душо, аман, правете што правите, отворете го уставот и така натаму. Но од вчера имаме нов момент, а тоа е дека Албанија го отвори последното поглавле од преговорите со Европската заедница. Како очекуваш албанските партии да поминат на престојните избори? Ова играње од страна на ВМРО ДПМН на националистичката карта може ли да го потопи Влен како помал коалиционен партнер во владата и повторно да го врати Дуи во игра? И дали ќе има радикализирање на албанската страна во таа смисла? Не гледам некаква опасност од радикализирање по било кој основ, дури ни по евроинтеграциите, што е највишиот процес во земјата и што ни е заеднички кров на сите, значи во граѓаните на Република Македонија, но по ова насетувам дека има едно повлекување, зашто некој во ВМРО ДПМН насети дека ова е игра на Дуи. Значи, играњето за локални избори на национално ниво, мислам дека има едно повлекување од страна и тоа пред се ќе му користи на Влен, која уште од почеток, значи од почеток на спомнување на локалните избори, беше настроена кон тоа да локалните избори бидат само локални, а не оптоварени со теми кои се национални и така натаму, зашто во тоа само Бујар Османи и Дуи добива. Но во другиот случај ја претпоставувам дека ако овој тренд продолжи и локалните избори стварно бидат локални избори, во смисла да нема да биде важно кој ќе биде градоначалник на Кичево, туку дали конечно ќе има Кичево една болница, кај што може да се лечат луѓето, истото да важи и за Кочани, и за Радовиш, и за, не знам, други градови и општини во земјата, и ако се сведе на локални теми, јас мислам и претпоставувам дека Влен многу појако ќе пројде во локалните избори отколку Дуи. Од друга страна, имаме едно отуѓување од народот кој му се случи на Дуи во текот на 20 години колку што беше на власт и работење против директно албанските национални интереси. Зошто? Велам против директно националните интереси на албанците е заради тоа што уривањето на државата Република Северна Македонија е работа против националните интереси на албанците. А Дуи тоа го правеше. Значи Дуи ја подриваше државата по секој основ. И тоа се виде сега. Со промена на власта се виде до кај се институциите со капацитетот на тоа што го направи Дуи.
Дали тоа значи дека ти би се согласил со овие почетни обиди на наративот по трагедијата во Кочани? Фактички министрите од ДУИ да бидат виновни за трагедијата во Кочани, дали е ДУИ единствениот кривец што се урна системот и тој систем гледаме уште не знае како да ја амортизира, како да ја надгради оваа голема трагедија што не знаете? Не, значи, ако следите процесот на Кочани кој не се одвива никако, таму имаме и актуелен министер кој што е без ресор, Шабан Салију, така да не е тоа работа само на ДУИ. Значи, не се таму виновни само ДУИ, виновни се сите тие кои што за ништо не придонеселе, например ингеренцијата на институцијата за спасување никогаш не била покрената уште од основањето на таа институција. И таму се сите вмешани. Кочани е сосема друга приказна и има своја глобална и регионална значај. Кочани, јас можеби ќе звучам остро, но Кочани е нашата Газа. Значи, како Газа, што ја заборавија арапите поред, секако не се споредува со ужасот кој што таму се случува во Газа и во Палестина, но и ние, другите граѓани на Република Македонија, ги оставивме кочанчани сами во својата тага. Знаете, тие дојдоа еднаш и протестира во Скопје и таму беа само неколкумина кои беа истите тие ликови кои што почнувавме револуција против струјата со Аман и не знам после другите работи до шарена револуција и така натаму, но тоа беа само тие луѓе. Другите луѓе, другите институции, па и самата влада не направи ништо за Кочани. И самиот судски процес, мене ми велат албанците дека судството е против албанците, посебно институциите се против албанците, но кога им го спомнувам Кочани, дека нема судски процес, уште не е завршен судски процес за нешто што е најголема национална трагедија, значи и на македонците и на другите граѓани, и ни се случило тоа Кочани, тогаш ќе видиме до кај ни е судството. Значи ова урнисана држава и неизградена држава, ова дивоградба од држава не е добра за никого, ни за албанците, ни за македонците, а први што тоа го осетија се кочанчаните и нивната тага. Знаат ваквите трагедии да предизвикаат обединување на сите граѓани. Дали кохезијата на некој начин успеа да зајакне после овој инцидент, бидејќи бевме сведоци дека, например, ако ништо друго, одредени бугарски пратеници, познати по своите добротворни акции, лично се залагаа и донираа за Кочани и се. Од друга страна, како го оценуваш одговорот на македонското општество, но и дали тоа не направи пообединети, поблиски на размерот на трагедијата? Да, секако. Знаете, мислам, тагата беше заедничка, во смисол на и болката беше заедничка, но коезијата кој што е поим не е само абстрактен поим преку кој се развива, туку треба конкретни, значи, случувања. И поплавите во Стајковци и во Скопска Црна Гора тогаш произведоа еден ваков моментум преку кој требаше да се изгради нацијата. Но она што тука нам ни фали е дека ние не го препознаваме овој концепт, дека тој концепт не е, коезијата не е само социјална коезија, не е само коезија во јавноста, не е само коезија во културата, туку од све ова треба да се изгради. И тоа не се прави абстрактно, туку се прави преку институции, преку медиуми и преку луѓето. И преку настани кој што Кочани беше еден таков случај од кај што можеше да изникне стварно вистинската држава. Значи да се доизгради Република Македонија со сите нејзини институции. И колку ние се уште трае тој процес, колку ние од тоа ќе извлечеме поука и колку ќе изградиме да не ни се повторат овие. Нам ни се повторуваат пожарите кои во ист сразмер и во иста скала и со истите баналности ни се повторија прошлата година. И ако ние остануваме исти, во тоа ништо не сме напредували. Затоа велам дека Кочани беше еден идеален моментум кој што се уште трае. Значи никогаш не е доста, ние сите да се обединиме и да кажеме: ало луѓе, таму нам ни се случила нешто големо, како на арапите Газа, пак ќе кажам. Зашто стварно тоа е големо. Значи тоа е големо по сите аспекти, дури и од културен аспект, кога ќе осознаеш дека, не знам, доаѓаат српски пејачи и прават концерт во културни домови, било во Кочани, во Гевелија или на други места, а нашата најпопуларна група ни загинува во шупа
ДНК беше доста популарна, значи и за македонците и за другите, и луѓето беа сакани, и таа група доаѓа и во Шук, па треба да одржи концерт. Таму имаше концерт на таа група. Не беше само некоја забава, се собрале некои млади. И тоа е одговорност и на сите институции без исклучок, дури и на тие културните. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас. Intercultura, 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 intercultura.